Во неделата имавме протест пред владата и формиравме Народен фронт за спас на Македонија. Значи влегоа се Македонскиот национален совет Македониум, Христијанско братство, Филип Петровски и Тврдокорди. За сега има најава и од други групации, издруженија, организации кои исто ќе влезат во тој Народен фронт и полека да се омасови регуларната народна опозиција во Македонија. Кои се конкретните ваши барања? Нашите барања за денеска се, мислам, немаме барања, ние протестираме директно против доаѓањето на негаторите на македонскиот народ и на нас како Македонија, како држава, на нашиот идентитет. Не може Кодзијас да доаѓа денес во Македонија, да ни глуми пријател, да бара прво и основно да се делегитимираме самите себе си пред светската јавност, како македонци по род и по крв. Значи, треба веќе еднаш јавно да му се каже, јас не знам тука од вас дали има од грчките телевизии, од обично доаѓаат за вакви настани, треба јавно да му се каже вистината, дека они се окупатори на македонска територија. Они се истите оние кои што извршија етноцид, геноцид врз македонскиот народ. Палежи, убивања, силувања, протерувања и денеска практично Беломорска Македонија е под окупација од страна на грчката држава. То треба да се каже јавно и треба да му се пренеси на сите дека Македонија и македонскиот народ никогаш нема да се откажат од своите браќа и сестри кои што денеска се уште живеат во Беломорска Македонија. Она што јас имам да го кажам по однос прашањето на името е следно. Ностоп сме на комуникација со професор доктор Игор Јанев. Игор Јанев за цело време комуницира и со председателот Иванов, и со други институции надлежни во Македонија, па дури и со овој нелегитимниот премиер Зоран Заев. Упорно му ја кажува стратегијата што е потребното Македонија да го направи во овој момент и за да се реши, значи, прашањето и кризата во Македонија. Прекид на преговорите веднаш, прво и основно. Второ, поднесување од страна на надлежна македонска институција, дали председателот или друг надлежен орган во United General Assembly, значи во Генералното собрание на Обединетите нации, не прием на Македонија под уставното име, него продолжување на Македонија во Генералното собрание во Обединетите нации како Република Македонија, онака како што сме запишани во уставот. Она што се случува тука практично е рушење, делегитимирање на самата држава. Делегитимирање на нашиот народ од нелегитимна власт, составена од апатриди и терористи, кои што се амнестирани од политичарите, меѓутоа не и од македонскиот народ. УЧК ја нападна државата, УЧК убиваше во Македонија, покаже во регуларните полициски воени униформи, во оние кои што представуваат закон и ред во Македонија, така да апсолутно сето е надвор од нормалното. Македонија има опција и единствено во овој момент председателот Иванов, јас нонстоп во своите говори на митинзите апострофирам, еве и сега ќе речам. Значи, председателот Иванов го држи клучот решението на македонската криза. Прво и основно што треба да направи, јавно го повикувам пред камери, значи да му го одземе мандатот на Зоран Заев. Сите гаранции кои што ги поднесе Зоран Заев како услов да го добие мандатот, ги прекрши. Од тие причини сметаме дека председателот прво треба да му го одземе мандатот, можеби ќе се создаде парламентарна криза, меѓутоа порно и тоа, отколку да ја губиме државата и идентитетот. Втората работа, председателот Иванов треба да поднесе до Обединетите нации, ова што ви го кажам, значи да ја прифати стратегијата на професор доктор Игор Јанев и да се стави крај на преговорите околу името и сето мешетарење 27 години. Значи на 27 февруари тука на протестот кажав јавно дека Козијас ќе го смени името на Македонија во оној момент кога ќе успее јужниот сосед во било која света книга Библија да го избрише името Македонија. Значи Македонија постоела во минатото и дури пред христијанството, постои денес и поздраво до него, за жал не знам грчки, ќе постои Македонија и понатаму. Тоа сакам да му го преведете на грчки. Се ова што тој доаѓа овдека, што и ова се што се случува, му е бадијала. Македонија ќе постои.